Мими, какво е чувството сопственото дете да го тераш да носи маска на училиште, но и на отворено? Секако, доколку не може, измеѓу време се случува што се случува, знаеме. И самите излегува во јавност многу информации, многу разни видеа од нокините клубови, од парковите и така натаму. Какво е чувството? Чувство со еден збор тешко е да го опишам, значи не е едно чувство кое што ние како родители го чувствуваме. Зборувам во име на повеќемина затоа што знам дека ги има. Не сум единствена кој што имаме реален проблем, здравствен проблем. Во нашиот случај тоа е трет крајник и домашна прашина, алергија на домашна прашина, каде што маската е совршена подлога да се развиваат разни бактерии. И сега не го гледај дворот на комшијата, гледај го својот, ќе биде одговорот на другите кои што сметаат дека е сето ова во ред, дека ние не треба да се грижиме за тоа што се случува по кафичите, по рестораните, по концертите и така натаму, меѓутоа не е така затоа што секое едно дете да носи маска и да носи визир на себе. И што колку и протоколи да се следат од страна на дечињата е залудно, затоа што ковидот ќе се шири поради тоа што се случува, особено за викендите. Втора работа е тоа што спомена ти паркови, они ќе речат па тоа е добро на отворено, ова е на затворено. Да, е така, меѓутоа дистанцата во училиштата е постигната. Значи секое детенце е само на клупа, седи само на клупа, поделени со оделенијата во два класа, во две училници, така што зошто маски додека се следи наставата? Разбирам да се стави маската додека се оди во тоалет, разбирам додека се шетаат во ходник и се е тоа во ред, меѓутоа за време на часот не. Една работа, друга работа, контрола на пиење вода, контрола на одење во тоалет. Значи нагласување, ве молиме дечиња да одите во тоалет само во најетни случаи. Како може детето тоа да го контролира? Дали некој размислил, дали некој прашал? Зошто ни е нас комисија за заразни болести, кога реалност е дека треба некаква си комисија, некаков си кризен штаб околу сето ова да се формира, каде што ќе има педијатар, психолог, затоа што ова има и психолошки последици по дечињата. Некои молчат, некои се срамежливи, не можат да го кажат тоа што го чувствуваат. Треба, не знам, социјален работник, кој што ќе го испита случајот на конкретното семејство, дали јас имам можност за онлайн настава, дали имам компјутер, дали имам кој да ми го чува детето. Не е еден проблем и не е едно прашање кој што треба да се реши и да се одговори со да треба маски или не треба маски. Знаеме да ги следиме европските држави во другите работи? Зошто не знаеме за ова каде што е строго забрането до 12 години да носат децата маски? Вие како медиум сигурно сте имале гости, педиатри, специјалисти кои што упорно кажуваат и докажуваат дека е штетно за здраво дете, не па за болно. И ајде, нашиот проблем не е толку голем. Трет крајник. Астматичарите? Не е чувство, гнев. Дали вашето дете се чувствува безбедно, ете и кога го носите на отворено, но и на училиште? Приморани сте да биде онлайн, да ја следи онлайн наставата, така, поради тоа што не е во можност да носи маска? Приморани е тежок збор затоа што на крајот сметам дека секој од нас има избор. Не постои цена која што треба да се плати за здравјето на детето. Јас уште од самиот почеток кажав дека ниту атрофирањето како на мускулатурата како опција нема да го изберам за своето дете да седи пред компјутер. Тоа е едно, второ, на вистина немам можност, затоа што тоа дете, нека има и 10 компјутери, треба некој да седи дома со него. Нели? За да му го вклучи, да му го исклучи компјутерот, на крајот на криштата е мало дете. Затоа од прво до трето дадоа опција да се оди на физичка настава. Значи, родителите одат на работа, сето ова е тотално погрешно, не се знае каде се тера и јас како родител единствено што можеме да се заложам за своето дете, не го пуштам во училиште додека не ми одобрат физичко присуство без маска поради здравствени причини. Останатото ќе молиме Господ да не останеме без приходи за да не умреме на крајот од глад. Така, и за крај еден ваш апел како родител со дете кое што ете на вистина не може да носи маска поради одредени причини.
Апел до кого? До институциите. Се надевам дека еднаш за секогаш, барем кога се децата во прашање, било што ќе се слушне од нас. Многу апели се пратени, ќе продолжуваме да праќаме апели, сама нема да можам да ја водам битката за сите родители, можам само за своето дете. Апелирам да ја формирате таа комисија за кризни случаи, да ги ставите во таа комисија сите можни експерти што треба по овие прашања и секој еден родител кој што има реален проблем, дали од социјален аспект, дали од здравствени причини, неважно, да седнете, да го разгледате и да донесете одлука и да им помогнете на тие родители.